Зелена беше бојата што ѝ влегуваше во очите. Блажен спокој и го галеше срцето. А невроните беа во радост и воопшто не им беше грижа што генот мутира. Таа возењето го сакаше како најомилен вид на движење. Ова возење имаше посебна цел. Насоката беше одредена во молитва, а местото беше под закрила на предрагиот лекар Свети Лука. Беше тоа временска отсечка во која заедно, во едно возење, се најдоа благовесницата, теологот и патничката. Беа обединати во вера и бисери почнаа да се тркалаат наоколу. Теологот со поглед го расчистуваше патот, прецизно како што нуркаше во толкувањето на светите списи. Благовесницата со милозвучен глас сликаше поинаков акварел, со разнообразност од нијанси, создадени во возења, што од оваа отсечка во времето ги двоеше со 100 часови. Врз зеленилото во очите на патничката, благовесницата ги носеше брановите на некое северно море. Зборовите добиваа во значење. Од духовните вежби на Игнаци од Лојола, преку реформацијата до теологијата за живот, од сторијата за драгите им пријатели и нивната куќа за идните студенти на докторски студии, преку Оксфордската библиотека до прочениот Дезмонд Морис од тамошното соседство, за кирките единици, за Сент Ендрю и Метаноја, за Скопје и Пресветото срце, за Оксфорд и Париз. Да, возењето имаше цел, насока и место на пристигнување. Патничката знаеше дека на тоа место ќе ѝ биде потврдено дека ќе мора да ја испие горчливата чаша. Но таа многу, ужасно многу го сакаше движењето или згањето на пределите што се отвораа пред незините очи. Пределите се мешаа со врутокот од мисли и чувства што се стопуваа во слики и создаваа возбудливи поместувања, што можеби не се ништо друго, туку само точки на некоја кружница. На благовесницата ја подари најшироката насмевка на светот, а на обајцата, на теологот и благовесницата им посака најдолга временска отсечка.